Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Во името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братја и сестри, денеска Светата Црква Божја го празнува светото име на гораздиот учител и просветител нејзин. Среде многу народи на планетата Земја, но особено среде словенскиот свет, за кого што Воленски вели дека е еден дел од византискиот Комонвелт, но значаен дел, бидејќи се во прашање многу десетици, стотици милиони души човечки приведени во Светата Црква Божја по заслуга на светите седмочисленици, а Свети Наум е еден од нив. И со право наречен рамен на апостолите, равноапостолен Наум Охридски чудотворен. Тој бил дел, рековме, од тимот, мисионерскиот тим, составен од светиот цариградски патриарх Фотин, возглавен и предводен од светите солунски браќа Кирил и Метод. Но Свети Наум, како и Свети Климент, не биле случајни луѓе, случајно затекнати и вброени во тој чудесен собор на покрстители на некрстените, непокрстените народи во нивната епоха, а се работи за 9-тиот, 10-тиот и 11-тиот век после Христа Господа. Откаде светите браќа Кирил и Методи ги знаеле светите Климент и Наум? А после изгледа од времето кога Свети Методи ја напуштил својата војничка служба по Струмичката област, Тивериополската област, и му се предал целосно на монашкиот стил на живење на планината Олим. Сите сте ја виделе, сите кои што патувале до Катерини, мора да поминат по подножјето таа вистински света планина. Тоа било и за паганските народи, за непокрстените грци пред Христа. Олим и врвот на Олим бил резервиран за богот на сите богови Зевс. И во тој манастир Свети Наум живеел заедно со својот игумен Методи. Штом гласот на Светата Црква Божја од нив до нив упатен побарал да се впрегнат во работа за изорување на виноградот Божи, тие биле подготвени и духовно, и ментално, и интелектуално, бидејќи станува збор за две личности
родени во пазувите на словенските народи, кои што се стекнале со високо образование и висок општествен статус во тогашната Византиска империја. Поради што таквиот нивни социјален статус им овозможил и високо образование. Познато е дека Свети Климент бил, се знаејќи се со Свети Кирил Солунски, а Свети Кирил бил ученик на големиот Фотий Цариградски. По вкусил високото образование, негувано како такво, во тогашниот свет, на единствиот универзитет, знаен во тогашниот свет, во Цариград, познатиот Магнавар. И сета таа вера, духовност, огромно и сеопатно познавање на науките, Свети Наум го искористил за успешна мисија на Светата Црква Божја меѓу непокрстените народи. Заедно со своите браќа, со светите браќа Кирил и Методи, патувал и бил учесник во сите мисии што православен Цариград ги превзема и следе агаријаните, и следе евреите, и другите народи кои што живееле да го познаат Христос како и ние словени. Бил во Рим и веќе во Рим како монах осветен и посветен Христу Господу. Се истакнал со познавањето на јазици, со познавањето на науки, но и со моќта да исцелува болни, разболени од секакви болести на телото и на душата, особено Свети Наум, уште како млад монах, бил оспособен од Духот Свет да лекува луѓе обседнати од нечистите сили. Тоа светителот го прави и денеска, кога ќе му пристапиме со вера. Во манастирот што го подигнал, во слава на светиот Архангел Михаил и соборот на ангелите со кој што управува архистратигот Михаил. Манастирот по се изгледа Свети Наум го подигнал некаде во 905 година, откако завршила нивната мисија во Моравија и на Балканот во длабока старост. И на тој начин ги поставил темелите на првото автентично словенско православно монаштво. Монашката заедница од него создадена била многобројна и етнички разнообразна. Немало нација, немало етнос што живее на балканскиве предели, а да немал свој монах во киновијата, монашката киновија на Свети Наум Охридски. Манастирот лично го осветил Свети Климент Охридски, неговиот најсакан брат и другар во Христа. Господа, кој што веќе бил епископ за Свети Климент, знаеме дека бил прв словенски епископ во историјата на црквата воопшто. А потоа во 910 година Свети Наум ја доживеал својата лична Пасха и преминал од овде таму
по градот небесен, во вишниот Ерусалим, и опелото над него го извршил повторно свети Климент Охридски, чудотворец, кој што ќе му се придружи на свети Наума 6 години потоа, во 916 година. Но Господ, знаејќи го нивното значење за нас, православните на Балканов, ги сочува и нивните тела, нивните свети мошти, за и физички да не бидеме оставени од нив и да не живееме со чувство на сирачи, деца Божи без свој духовен татко. Тие, како наши духовни родители, вистински жители на градот небесен, ама и со своето телесно присуство во свето, и дава до знаење дека не оставиле, дека се со нас. Нема време кое што може да ни исплаши, колку да е густо населено од нечистите духови, а тие се со нас, и светите ангели, и царот на славата, Христос, и царицата небесна Богородица Мајка. И секогаш ни дава до знаење дека нема нешто што треба да се исплаши. Нема ништо што е посилно од Бога. Пред нозете Божи, на подножието од тронот Господен, се поклонува секоја твар и секоја сила. И демоните, нечистите сили, над кои што свети Наум имал власт и сила да ги протера од луѓето обседнати од нема за цел да не уверат дека Бог не постои, бидејќи самите веруваат во постоењето Божие, туку за собствените демонски идеи, за човекот и светот да не ги подметнат, тие поскоро се трудат да не уверат дека тие демоните не постои. Бог постои, ама тие паднатите небесни сили, црните ангели не постои. За се што од нив ни се нуди и ни се подметнува лукаво, да го примиме како свое, а не како нив. И да умислуваме дека сме надпросечно интелигентни. Ако забележувате во новините, со тој коефициент на интелигенција се мафта на сите страни и се разгорува душата на младите, се разгорува. Како да е тоа врно постигнување и цел на човечкиот живот, а не средство со кое што Бог во рацете човечки го ставил за со него да се постигне вистинската цел на човечкото живење и постоење. Вечна и нераскинлива заедница со вечниот и несмртен Бог. Амин. Ти со мир ме помаза главата моја, а таа со мир ги помаза нозете моја. Затоа ти велам, неизи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, ако ми малку се простува, мала и љубов има. Неизи пак рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпежата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува,